Иако понеделникот беше последен ден од законскиот рок до кога винарските визби, кои го откупуваа грозијето од минатата реколта, требаше да го исплатат долгот на лозарите, многу од нив не го испочитуваа дадениот рок 30 април. Освен за ланската реколта, одделни винари на производителите на грозије им должат за 2 или 3 години наназад. Лозарите се во безизлазна ситуација, велат дека повторно се изиграни. Земјоделските работи се во полн ек, а тие немаат пари ниту за нафта да ги стартуваат тракторите. Прибедејќи сега сака нафта,орање, прскање, а пара нема. И затоа грузијски ќе преземе што треба редот. Или ќе затворат тие виновски визби, или ќе исплатат. Ако он нема тие виновски визби пари, кај му се пајат? 2 години, 3 години. Виното е продено. Да ќе затворат, а владата да преземе мерки да ги плати гројството. Ја имам продадено негде околу 30 тона повардарје и немам за 2010 ми исплатено и 2009, а и 2011 немам динар за мене. Со кој се загрозува нашиот живот и тешко парата не секоја ден и субвенции не се платени. Очекуваме дали дадат, а од тоа ништо нема. Многу од лозарите чекаат и по неколку илјади евра за изработените лозија и затоа заслужуваат да им се плати за вложениот труд, сметаат и од Сдруженијето Агротиквешија. Кај се парите? Мислам дека оваа политика која што ја водат винарските куќи не е во ред, но на потек е Министерство за земјоделие и владата, кој што спрема одредениот закон, мислам дека треба да се превземат мерки кои што ги предвидува и треба истите да ги спроведат. Заканата на министерот дека доколку винарите не го испочитуваат рокот ќе изгубат лиценцата за трговија, промет и преработка со вино, многу не ги исплаши од купувачите. Тие и понатаму остануваат индиферентни на состојбите со надеж дека државата повторно ќе има разбирање за нив.